Во близина на Маркова река на крајот од селото, скриен од градот, но близок до Бога и верниците, се наоѓа манастирот кој привлекува со својата природна убавина. Марковиот манастир ќе ве причека со Божја светост, посебна енергија која ќе чувствувате во првиот чекор, со првиот здив. Уникатен по изгледот, по исконската духовност, смиреност, местоположбата и она што од дамнина го поседува е дом за секој добронамерник. Вешто им прекоси на годините, така се граделе и се одржувале манастирите. Така е и денес. Човекот е создаден да верува, пошто човекот Господ го создал човекот по неговата слободна волја и со слободна волја он да му пристапи на Бога. Да се присуствува на богослужбите, на литургија, да се причестуваме, да го живееме едноставно она што ни го оставил нам Христос. Да го сакаме Бога и да се сакаме еден со друг. На 20 на километри од центарот на Скопје се наоѓа Марковиот манастир. Изграден е во 14 век, плени со својата убавина, мир, спокој и благосостојба. Фрескоживописот е дело на повеќе зографи со различна уметничка вештина. Во него се редат сцените од животот на Пресвета Богородица, чудата и страдањата на Христос, 12 големи празници, како и фрагменти од животот на Свети Никола. Сликарската вештина е изразена во ликот на Свети Димитри, насликана над влезот во црквата. Тој е Божји заштитник и чувар од непријатели и природни непогоди. Изграден од кралевите Волкашин и Марко, познати на македонскиот народ, толку се познати што дури се препејани подвизите на Марко малку во една претерана форма, да речеме, но сето тоа укажува на фактот дека тие Марко посебно, веројатно и татко му, дошта во голема мера заштитнички се однесувале кон македонскиот народ и нашиот народ ги чувствува како свој владетели и закрилници, заштитници. И токму тие се ктитори, односно градители, основачи на овој манастир, посветен на свети великомаченик Димитри, а Марков се нарекува токму поради ктиторот Марко. Кога станува збор за овие цркви и манастири што веќе ги имаме неколку века, одговорноста што имаме пред Бога и пред предците што ги основале и ги одржавале, сметам дека ни налага да им даеме секојаш приоритет во одржувањето. Одговорноста пред Бога секако е разбирлива и сватлива и за секоја црква, меѓутоа и кога гледаме она што ни оставено во наследство и нашите минати генерации предци со кои што ќе се сретнеме, ќе треба да не бидеме засрамени пред нив дека она што ни го оставиле ние сме го запустили. Затоа е потребно континуирано одржување на она што веќе постои како објект и како црква, храм и како објекти или како што се нарекуваат во манастир конаци, но сето тоа сака со тек на време да се одржува за да може да биде современо и потоа и идните генерации да имаат на што да надоградат и повторно тоа да го одржуваат. И во секое време кога се одржувало ова низ вековите било по тој принцип работено. Многу е тешко да се долови чувството, но како е да се чувствам доста олеснето и препородено.
се пробат да се обидат да најдат решенија за своите проблеми, тегоби и маки преку православната вера. Дел од манастирскиот комплекс, конаците и музеот веќе се обновуваат, благодарение на многумина кои не сакаат да зборуваат, но подаруваат од срце за целосна обнова на ова светилиште. На литургија редовно ги спомнуваме, сите поединечно. И ќе се потрудиме што е до наша страна, што зависи од нас, да се овековечат тие имиња за да може идните генерации свештенослужители тука редовно да ги спомнуваат на литургија. И така нивните имиња да бидат вечно запишани покрај во Царството Небесно и тука како добротвори, без разлика кој колку во која мера помогнал, тоа не се мери. Доволна е намерата и тоа што секој од тие што помага и сите ние што сме вклучени во животот на манастирот, всушност се вградуваме себе си во него. Еве овој трем на кој што сега се наоѓаме. Трем, нартекс, како и да го наречеме, не, како трем ќе биде поразбирливо. Овој не е од 14 век. Овој изграден подоцна во 19 век, турски паша го има изграден. Што значи тој се вградил на некој начин и не може да не биде спомнуван вака како некој што нешто придонел и дал. Се разбира има историјата, негово донирање и по интервенција на Свети Димитрije, меѓутоа како и да е, не смее да биде незабележано. И исто така би ги нагласил значењето и на оние што претходно тука беа, ова беше 27 година женски манастир. И исто така и тие активно учествуваат и работеа во тој процес на одржување, претходно тие што биле, па и во југословенскиот период, и во турскиот период и така натаму, за да можеме ние денес да бидеме тука присутни, токму во овој објект, одржан 7 века. Преку децата можеме најмногу да се јакнеме и одржуваме нашата вера. Тоа е целта, мислам, на нашата православна вера, да децата бидат блиски до верата. Се научуваат на едни морални вредности кои што во денешно време за жал се помалку ги има, се помалку се ценат. Верата е основата на битието на секој човек. Преку љубовта мислам дека се ќе победиме и ќе имаме многу поубав живот тука на земјата, а и со тоа не може би туку доколку го молиме Бога и ќе не помилува и ќе ни овозможи да влеземе во Царството Небесно. Ситуацијата секако е подобра отколку што беше можеби пред 30-40 години. Меѓутоа треба уште повеќе, треба сето тоа оди постепено. Важно е да има редовно богослужение, литургија да се служи редовно. Се разбира потребна и веронаука. За оние што сакаат да се едуцираат во верата, но најголемото сведоштво го даваме сите ние поединечно кои што живееме во општество, како личности, прво во семејството, а потоа преку семејството тоа да зрачи наоколу и така на целиот народ. Значи прво мораме секој од себе преку личното преображение, личниот духовен живот, личната вера да зрачиме и на другите и тоа така постепено се шири. Јас мислам дека тоа и на тој начин и се одвива овој период од 30 на години, бидејќи ние немаме ниту веронаука, ниту пак верата е вклучена во некој друг начин, како во други земји во општествените структури и само на овој начин ја имаме таа слика што вие кажавте да имаме и полни цркви. Но треба се уште потребно и покаяние на народот едно сеопшто, всушност враќање кон верата, бидејќи имавме еден период на не само на прекин на православното предание, туку и на
прогонство, кое што не беше како во други земји, можеби, меѓутоа психолошко да, од оној тип дека ако некој е христијанин оди во црква е верник, тоа е нешто не е во ред со него. Од прилика тоа така беше. За жал, остатоци од тоа имаме. Го имаме тоа, иако се веќе не се нарекува комунистичко уредување, не се нарекува социјалистичко, но атеизмот како да остане. И затоа треба секој од нас да се замисли, лично, поединечно и во своето семејство да почне, а потоа тоа ќе се шири. И секогаш со Божја помош, со помош на Божјата благодат, да не се ослонуваме само на своји сили. И така постепено тоа ќе оди, како и да е ситуацијата вака кога се гледа, може да се каже дека е оптимистична за во иднина и ништо не се прави преку ноќ. Благословот од литургискиот живот е обновен и секој може во недела наутро и на празниците да присуствува на божествена литургија, бидејќи верата не одржува и ни дава сила да бидеме она што сме. Со својот репрезентативен изглед, овој манастир е еден од најдрагоцените културни знаменитости во Македонија.